Повелете. Дами и господа, пред да започнам со дискусијата, морам да кажам дека ретки се седниците на кои што се дискутира за прашања со ваква историска важност за една држава и би потенцирал со ваква историска важност за еден народ. Мислам на македонскиот народ. Денес, во оваа процедура на одржување на седница и на промена, односно отворање процедура за промена на Уставот, за некои ќе биде гордост што се пратеници, меѓутоа за некои ќе биде и срам што се пратеници. А тој срам предвидувам, еве си давам за право, иако претходниот пратеник рече дека не е вања, меѓутоа не мора да се биде вања за да се предвидуваат работи, предвидувам дека некои презимиња со векови ќе ги следи овој срам, посебно од македонскиот дел од овој парламент. Јас би сакал да најавам дека сакам да зборувам нешто малку за историјатот на проблемот, понатака сакам да го анализирам кратко документот што ни е предложен од страна на претседателот на државата и понатака сакам да зборувам за некои дилеми кои што се наметнуваат во целава оваа процедура, некои дилеми кои што не се поврзани само со документот, некои дилеми кои што излегуваат малку повеќе и пошироко опфаќаат едни комплексни односи за тоа како ни е уредена заедницата, државата, како функционира овој парламент и кои се тука предавници, а кои се заштитници на интересите на македонскиот народ, кои се против, кои се за. Еве сега, ако ми дозволите кратко за историјатот. Бидејќи се одлучив да зборувам за историјат на овој проблем, затоа што не сметам дека војна, внимавајте, ги користам термините на господинот Црвенковски, го слушав како дискутираше, неколку пати рече војна. Значи, не сметам дека оваа војна трае 6 месеци и дека ова е феномен кој што ни се случува од февруари и дека едноставно како таков треба да го акцептираме и да бараме одговорност, односно да промислуваме и размислуваме за период од 6 месеци. Ја мислам дека целата оваа ситуација има корења најмалку 50 години, меѓутоа ќе се задржам на годините на суверена и независна Македонија. Не сакам да зборувам за тоа дека дедо ми од 50 до 56 година живеел во Тетово и се борел против балистичките банди на Шара. Тоа е семејна работа. Меѓутоа, тоа докажува дека има историјат ова што се случува на Шара. Ќе се задржам на годините на независна и суверена Македонија. Мислам дека тоа не интересира. И мислам дека никој нема право да ми каже дека со тоа што ќе анализирам, а ова мислам го упатувам на господинот Црвенковски, и со тоа што можеби нема да се сложам, јас сум предавник, а тој е заштитник на македонскиот народ. Како ќе гласам, ќе ви кажам на крај. Прво дозволете да ја образложам мојата замисла, размисла околу овој проблем, кој што ви уверувам дека дење ноќе ме мачи, се срамам по некој пат што сум македонец, се тргам од луѓето затоа што не знам што да им кажам. И после ова, ако ги прифатам некои тези, мислам дефинитивно не ми останува ништо. 92 година, референдум за Илирида, или не се сеќавате може. Да се подсетиме која партија го направи, ДПА или ПДП. Мислам дека пратениците знаат. За оние што не знаат, ПДП, затоа што ДПА тогаш уште не беше ни оформена.
Па некој заедно, добивам сугестии од позаде од албанските пратеници, дека заедно ја правеле Илирида. Тоа е потврда на тоа што денеска го правите, дека нема искреност. И благодарам вака што ми сугерирате. Сега кога ќе ги образложувам и другите постулати понатака, ве молам исто така сугерирајте ми, јас сум сконцентриран, ќе ве слушам и ќе ги прифаќам вашите сугестии. Затоа што ова не е дискусија која што е напишана, имам во глава, ви кажав, мене ме мачи. И ми е многу жал што не ги мачи сите македонски пратеници. Иако ја денеска не сум подготвен ад хок да обвинам луѓе за предавство, како што тоа некој го стори во претходни дискусии. Зависно од тоа, како ќе гласал некој, ќе бил предавник или заштитник на македонскиот народ. Тоа нема никој, барем на мене, никој нема тоа право да ми го представи како такво и јас да го прифатам и после тоа да мислам дека тоа е некаква догма. 92 референдум за Илирида. Ја мислам дека тогаш пратениците, односно тие што гласа за Илирида, јасно кажа дека сакаат да излезат на левата страна од реката Вардар, тој дел од Македонија да оди во голема Албанија, заедно со Косово, заедно со делови на Црна Гора и заедно со делови на Грција. Ги имате тие карти, често излегуваат во весници. Ако немате, читате во македонските, затоа што ги преобјавуваат. За мене јасен доказ дека постои потреба да се распрчи оваа држава. Во 92 година. Заврши како што заврши процесот. 94 година, Тетовски универзитет, прогласување. Господинот Бранко Црвенковски рече дека денеска нема намера да ги заострува работите и дека нема намера да ги преиспитува причините, туку дека ќе погледне визионерски во иднината и дека ќе донесе некои заклучоци кои што ќе бидат за мир. Што директно посочува на тоа дека ако некој ги покаже причините, ако некој ја погледне алката на господја Шекеринска или господица, ве молам да бидете сконцентрирани да не ме прекинувате. Ако можете да не ме прекинувате. Имате право да реплицирате, имам право да ви вратам 3 пати. Мислам дека никој од нас нема право ланецот на случувања со тоа што ќе каже дека ќе го заобиколи, да се направи визионер. Со тоа што нема да каже дека 94 година е прогласен Тетовски универзитет. 94 во декември. И вие не знаете кога сте го прогласиле. Молам, немојте да упаѓате. Јас одговарам само после провокација. Молам, немојте да упаѓате. Има збор господин Филип Петровски и слушајте го. После можете да правите реплики, да му говорите кои ќе добиете зборите. 94 година Тетовски универзитет, 150.000 државјанства. Можеме ли ние да исконструираме пирамида без основа? Кој од вас знае да исконструира пирамида во воздух? Ја ќе ви кажам, тие 150.000 државјанства што ги добија 94 година, денеска пукаат врз македонци, денеска прават етничко чистење во Тетово, денеска убиват македонски војници и македонски полицајци. Тоа е верифицирано. И денеска да се каже дека ако ние ги заобиколиме причините, ако кажеме дека еве ние во име на единство, лажно единство, и тоа не мислам на албанците или шиптарите, како сакате нарекувајте се, во име на единство на македонскиот блок, некој немало да напаѓа, а ќе давало визија за Македонија, како треба да изгледа, а оној што ќе гласал против бил предавник, тоа е во најмала рака лицемерие. Изборувам и ви кажувам лични ставови. Не зборувам во име на партија или колективитет, иако јас сум член на ВМРО ДПМН и пратеник на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, мене ме влечат и ме стопират и ме прашуваат луѓе по улица кои што не се само членови на ВМРО ДПМН. Разговараат со мене луѓе кои што се етнички исчистени од територии под шара.
Разговараат луѓе кои што се на линија на фронтот, Јегуновце, Жилче и Ратаја, кои што се на линија на фронтот со уште 7 македонски села, кои што се единствени македонски села до Скопје, кои што се секој ден под снајперски оган, без разлика на сите можни примирија, споразуми, договори, како сакате наречете ги. Знаете ли во каков страв живеат тие луѓе во Егуновци? Во Жилче и во Ратаја. Еден пратеник на СДСМ пред 2 дена ми рече дека било партиски маркетинг што сум бил во униформа. Мала дигресија од тоа што сакам да го зборувам. Ја ќе се сложам дека е партиски маркетинг. Мислите дека може да се облече униформа и да се загине во име на една држава како партиски маркетинг? Ево, тука ве прашувам, кога ќе имате можност да ми реплицирате, не сакам да ви именувам, добро се сеќавате. Јас само сакам да ви кажам, вие мене обвинете ме за партиски маркетинг. Меѓутоа, одете да ги прашате луѓето во Егуновце, во Жилче и во Ратаја, како име, дење и ноќе, дали спијат мирно и што викаат ако се повлече македонската полиција, ќе се случи со нив. Бидејќи војската ја повлековме, некој ги повлече тенковите. Ако некој сака единство, тоа сум јас. Ако некој сака со вас да се здружи, повторно сум јас. Ја немам ништо против вас. Меѓутоа, вие не можете, нити вашиот лидер, нити никој од вас да не обвинувате нас за тоа дека сме за војна или против, или не знам, за неединство, затоа што не ви одговара она што ние го правиме. Да се вратам на 94-та година. Тетовски универзитет. Македонската јавност не знае некои работи. Некои работи од страна на журналистите, во наводници, новинарите, не се пренесуваат какви што се. Тоа е затоа што е целото македонско новинарство платено, подплатено, купено, препродадено. Знаете ли колку јас сум денеска загрижен со тоа што може би утре во Старт или во Зум или во Утрински вестник ќе ме анализираат уредниците. Со тоа што ќе ги обвинам, ни најмалку, затоа што нема ништо да остане утре од Македонија. Во таа насока да размислувате. А Тетовскиот универзитет од 94-та година, македонскиот народ нема шанса да дознае дека сега со овој договор треба да се легализира. Тетовскиот универзитет не можам да се сетам дека ВМРО ДПМН го отвори или пак владееше. И затоа вашите ретори способни од типот на Никола Поповски или можеби Шекеринска ме интересира како ќе успеат да ја убедат македонската јавност или вашите новинарски пера купени дека ние сме умешани во информирањето на тој универзитет. Тоа сакам да го видам. А мене излезете, пуздар направете ме на говорници. И убедете ме исто така дека јас сум и предавник, и идиот, ама дека не сте дале 150.000 државјанства за да владеете. 150.000 души кои што денеска пукаат на нас и кои што денеска не знаат македонски да зборат, туку српски разговарат кога ги малтретираат македонците, само затоа што се дојдени од Косово. Тоа ако ме убедите, ништо друго не ми е важно. Не ми е важно ни дали ќе се занимавам со политика, ни дали ќе ме има тука, ни дали ќе имам можност со некој од вас да дискутирам. Оти нема многу да ми недостасувате. 97 година. Тетово и гостивар албански знамиња, кој што сеќам ВМРО ДПМН се уште беше во опозиција. Ова се 3 години за кои што зборувам, кои што ги нарекувам години на наше опозиционо владење, меѓутоа години прилично значајни за подготовка и поставување на подлога на она што денеска се случува. Оти македонската армија во февруари не можеше да врати со хеликоптери затоа што ги немаше.
97 година не можеше да возврати со тенкови која беше напаѓана полицијата во Гостивар, затоа што ги немаше. Значи, во едно логичко докажување и представување на нештата, јас сакам да зборувам за тоа што има, од што до што доаѓаме, да не ги заборавиме нештата. Не може мене никој да ми каже денеска дека во Танушевци во февруари настана проблемот и кризата затоа што тогаш им текна на албанците или шиптарите, како сакате. Тоа е подготвувано. Правени се проби, тестови. 97 година беше тест. Тој тест го имате, се извинувам, го имате во вид на албански знамиња истакнати пред општините, кои што заврши како што завршија во затвор некои луѓе. Градоначалниците на Гостивар и Тетово, Бранко Црвенковски интервенираше, ги затвори. Меѓутоа, во таа иста година, што морам да го кажам, ние, македонските студенти, подсетивме до што ќе дое. Имаше двомесечни протести против законот за педагошки факултет на господинот Бранко Црвенковски во договор со неговите коалициони партнери ПДБ, кој што беше вовет во она што денеска го имаме. Никој не може да ми каже дека еден парцијален закон не е логички предвестник на она што денеска треба ние со овој рамковен договор да го дефинираме, а тоа е да го прогласиме Тетовскиот универзитет за државен универзитет. Пробите беа успешни. Еве до што дојдовме денеска. И не може тој господин да излезе и да не предизвикува и да не прозива и да не става на тапет како предавници, како одговорни, затоа што тој го даде тој закон. Господинот Никола Поповски мислам дека не гласаше за тој закон во тоа време. Тој закон беше срамно донесен во овој парламент. Беше донесен откако беше ветено на студентите дека нема да биде донесен, а го донесоа за време на паузата помеѓу зимскиот и летниот семестар. Со една математичка прецизност за да се избегне можноста од протести и од блокирање на парламентот. Се сеќавате? Тогаш бев надвор од парламентот и многу бев горд. И сега ми е многу жал што не сум надвор со тие луѓе пред парламентот. Затоа што јас се чувствам како дел од нив. 3,5 години до ден денешен поданичките журналисти, новинари на СДСМ на крст ме распнуваат за тие протести. Како расист, како шовинист, како предавник, како човек што се предомислил, како човек што лажно се играл со чувствата на македонците. Јас повеќе пати кажав, не сум се откажал од тие протести. Тие протести денеска сметам дека добива својата историска верификација. Укажаа на тоа што ќе се случи со Македонија. Македонската интелигенција и свест, иако имаше и средношколци, а очигледно дека некои средношколци се попаметни од врхунски политичари во Македонија, укажаа на тоа дека следува распад на Македонија. А вие не прогласивте за најголеми предавници. До ден денеска не престанавте да ги негирате тие протести. А ја ви кажувам сега јавно, јасно и гласно, ниту сум се откажал од тие протести, ниту пак мислам после тестот на историјата, после историјата, односно тестот на времето и на историската дистанца, нешто било неправедно во тие протести. Сме сакале да ја сочуваме една единствена држава што ја имаме, затоа што ја не знам дека има друга Македонија, таква каква што е. Сме укажувале на тоа дека постои лицемерие од страна на шиптарите, дека утре нас, тие, ќе не окопат гробот, ќе ја чистат етнички Македонија и дека не име до образование. И сум горд што сум спиел 15 дена пред тоа собрание и сега користам можност да ги поздравам сите што биле таму
и да им кажам дека мојата верба не престанала. Ако може да ме разберат. Ако не, животот е долг, тука сме за докажување, освен ако не се одлучат некои поекстремни шиптарски групи на ликвидации. Знаете ли зашто зборувам така? Ја не сакам да ве вреѓам. Вие ме вреѓате мене кога ме нарекувате Славо Македонец, Славо православен. Вашите лидери на сите можни интервјуа дискутираат и нарекуваат како што не се осеќам ја. Ја ради вас можам да ве нарекувам албанци. Меѓутоа, сакав до овој момент да дојде да ме прашате зошто ве нарекувам шиптари. Мене на разни начини ме нарекува. Јас сум ја проценил историската одговорност, сум ја проценил историската тежина на овој момент и како пратеник, господине председателе, согласно деловникот за работа на собранието и согласно Уставот на Република Македонија, го користам правото да говорам така како што мислам. Оти не можам да бидам повикан на одговорност за тоа што го кажувам, а имам право да покажам свое. Никој не може да го земе тоа право, но одговорницата овде се обрачите на парламентот, не на поединец. Тоа ви укажувам. Инаку ќе се изборувате тоа што си мислите нормално. Господине председателе, се извинувам ако бев непристоен, меѓутоа бев предизвикан од место и затоа одговорив, веќе нема. Продолжите. Завршија кој што завршија протестите, се надевам дека пратениците на Социјалдемократскиот сојуз ќе имаат што да приговорат за тие протести, па во репликите ќе можам да кажам нешто повеќе, да се подсетиме малку на тоа време. 98 година заврши ерата на комунизмот, на едноумието, на наместени избори, според моје длабоко убедување, на власт дојде една коалиција за која што искрено да ви кажам сметав дека е во ред. Некои од собствените лични идеали, младечки идеали, идеали за оваа држава, сум мислел дека со тоа ќе се остварат, ќе се реализират и во оваа држава ќе дојде едно подобро време, ќе се реализираат некои проекти кои што ќе значат подобар живот на македонците, кои што ќе значат достоинство на македонците. Одиме со ред. Една од првите седници, меѓу првите 5 седници, закон за амнестија. Ги амнестираме политичките затвореници, меѓу кои градоначалникот на Гостивар и Тетово, во знак на добра волја, во знак на подготвеност на соживот, во знак на разбирање со коалициониот партнер, во знак на подадена рака дека ќе живееме заедно. Ајде се подсетиме малку што се случи тогаш и како реагираше Социјалдемократскиот сојуз, кој што патем треба да предлага закон, односно да подржи сега закон за амнестија во кој што веројатно и Али Ахмети ќе влезе. Меѓутоа за тоа подоцна ќе зборувам. СДСМ гласаше против. Тоа беше закон на кој што прв пат ние се соочивме со тоа да ни падне рейтинг. Прв пат се соочивме со незадоволство во сопствени редови. Прв пат се соочивме со тоа да господинот Киро Глигоров, тогашен председател, го врати законот. Затоа што тоа било предавство. СДСМ објаснуваше дека ВМРО амнестира криминалци, убици, луѓе што кренале знамиња против државата, луѓе кои што работеле против државата. Тој момент на нас ни беше земен како најголемо зло. А ние само сакавме да покажеме дека сакаме да имаме добра волја да се живее нормално во Македонија. 99-та година. Косовска криза.
350.000 албанци протерани од Косово во Македонија. 15%, меѓу 15 и 18% од вкупната бројка на население на Македонија, што би значило околу 10 милиони албанци или бегалци во Франција, ако се земат и направат паралелни споредби. Ние ги примивме. Такви какви што сме, ги примивме. Зошто? Затоа што не ги сакавме. Затоа што бевме геноцидни. Затоа што бевме расисти, шовинисти. Или затоа што сакавме да покажеме колку сметаме дека е нормално на комшија да му се подаде рака, да му се помогне во неволја, без разлика што тие пукаат сега денеска на нас. Подадената рака тие денеска ја злоупотребија. Меѓутоа сметам дека косовската криза, се што се случуваше во тој период во Македонија, јасно покажува дека од страна на македонците постоеше убедување за заеднички живот. Од страна можеби и на оваа власт и на ВМРО ДПМН дека постоеше желба, иако јас многу малку сум верувал дека до ова денеска нема да дојде, желба нормално да се живее, да се помагаат едни со други луѓето. 2000 година, Закон за високо образование. 6 пратеника на ВМРО ДПМН ја напуштија партијата. Не говорам за тоа дали тие биле задоволни или незадоволни, можеби и од други прашања. Меѓутоа, тие ја напуштија партијата после тој закон. Не се мешам во тоа ваше право, меѓутоа, правам една ретроспектива на тоа како се одвивале добрите односи во коалицијата. После кои прашања, секој пат сме биле обвинувани од страна на СДСМ за предавство. Режимските новинари, бидејќи вас не можам и да не ве сметам за режим, вие сте 50 годишен режим, постојано ме малтретира околу тоа дали сум гласал или не за тој закон. Ме доведува во една состојба да се срамам што не сум зборувал против тој закон. Дома се потев гледајќи ги седниците на парламентот, кога господјата сегашен министер за надворешни работи и ред пратеници од тука ме прозива каде е Филип Петровски да каже зошто денеска неговата влада, неговата партија носи закон за високо образование, а тој 15 дена спиеше пред собрание, уверувајќи не дека тоа не треба така да биде. Ќе кажам една вистина, интимна вистина, затоа што мислам дека немам што да кријам пред никој. Мене ми е битно. Бев замолен да не гласам за тој закон од проста причина, односно да не зборувам против тој закон, од проста причина што сакавме да им покажеме на тие што денеска пукаат врз нас, што силуваат македонци, не македонки, дека сакаме нормално да живееме, дека сакаме да имаме еден соживот кој што ќе трае неограничено. Јас жртвував дел од својот интегритет, од собствената гордост, луѓе ме цуеа по улици, за да покажеме дека сакаме нормално да живееме. Оти никој не ви се продал на вас и нема право.
2001 бунт. Војна, кој што рече господинот Црвенковски. Војна, меѓутоа ние предлагавме војна состојба. Не направивте малоумни. Не доведовте во една ситуација да не прогласите како единствени виновни. Господин Црвенковски нема право да го користи тој збор. Оти кога рековме војна состојба, за да ги решиме проблемите па да разговараме, ние бевме идиоти, лудаци. Како и да е, овој историјат мислам дека ќе повторам уште еднаш како ланец на случување, не смееме да го занемариме. Секој македонец треба да го има во предвид. Секој што мисли и што нешто му значи овој проблем, што му значи оваа војна, што му значи оваа држава, не сме да го заборави. Ја не сакам да обвинам други, меѓутоа не можам да дозволам другите глад да дојдат тука да не апострофираат и да си излезат од сала. Мислам дека бев прилично јасен во врска со историјатот. Сега би сакал да го земам во предвид малку документот за мир, за демократија, за враќање на нештата во нормала. Видете, во живот постојат прашања, во животот на еден политичар постојат прашања околу кој може да се биде лицемер. Во животот на еден политичар постојат моменти во кои што тој може одложено да почека ефект од она што ќе го направи. Оти и Исус Христос бил син на Бога, па луѓето го распнале, оти не го разбрале. А денеска после 2000 години го слават истите тие, наследниците на истите тие што го распнале на крст. Меѓутоа, ова е време во кое што не смееме да бидеме лицемери. Ова е време во кое што не можеме да чекаме ефект на одложено дејство. Ова е време во кое што сакам се да ви кажам и ми е сеедно дали утре ќе бидам политичар. Оти сега не може да има избори кои што ги посакува СДСМ. И може би албанскиот блок. Ја не знам како ќе направите избори во Липково. Ја не знам како ќе направите избори во Рачиново. Или ќе пратите наблюдувачи на ОНА во изборните комисии. Значи не е време за маркетинг. Оти не може сега да има избори, не може 120 пратеници да седнат. Има изборни единици во кои што не може да се гласа. И постои тенденција да ги има уште повеќе. Затоа мислам дека треба да се погледнеме во очи и да си кажеме се што мислиме. Тоа во никој случај не значи дека јас сум за војна, а дека тие што се лицемери, лажговци, тие што се улизуваат и на албанците, и на меѓународната заедница, дека тие се правите. Се надевам дека оваа опција за која што зборувам нема да помине како Исус на крст. Меѓутоа, ако тоа е цената на сите голготи, ние ќе ја прифатиме. Зборувам во собствено име, цитирајќи ви некои мисли од историјата на македонците. По некој пат е подобро да се каже подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. И тоа е од нашите свети илинденци. Јас размислам така денеска. Рамковниот договор, документ за мир,
Сакам да го анализирам по 6 точки. Ово само бегло да спомнам. За демократијата, за насилството, за полицијата, за консензуалната демократија, за легализацијата на Тетовскиот универзитет и за знамињата. Во рамковниот договор стои дека точките даваат усогласена рамка за обезбедување на иднина на демократијата во Македонија и овозможување на развојот на поблиски и поинтегрирани односи во РМ и Евроатлантската заедница. Јас кога го читам овој текст, мене ми се поставува едно прашање. Дали досега немаше демократија во Македонија? А понатамошната анализа на тоа што се менува како суштина во Уставот, мене не може да ме убеди дека станува збор за демократија, односно за демократизирање, менување на категории кои што одат во насока на подобрување на животот на поединецот. Станува збор за капитулација, за предавство на вековни стремежи, идеали на еден народ. И ништо друго не можам да прочитам во овој рамковен договор. Јас не омаловажувам работата на тие што работеле. Јас сметам дека председателот на државата има право да поднесе иницијатива за промена на Уставот. Тоа впрочем е загарантирано во Уставот и мислам дека никој од нас не може да го оспори тоа право. Јас не омаловажувам работата на 4 партиски лидери. Не можам да кажам дека тие таму седеле, гледале собствени интереси или пак се глупирале, не знаеле што прават. Меѓутоа, јас си го задржувам правото да го читам договорот така како што моите очи го гледаат. Иако, да ви кажам дека воопшто не сум сигурен дека ова е тој договор. Оти оригиналната верзија е подпишана на англиски. Кој ме уверува мене дека преводот на македонски е соодветен? Кој ме уверува дека двозначноста или повеќе значноста на некои зборови не е намерно направена или ја нема? Го задржувам правото како пратеник, се сметам за еднаков на сите 120 пратеници во македонскиот парламент, да кажам дека овој договор ќе отчитам јас како што го разбирам. Основен принцип се отворила употребата на насилство за остварување на политички цели. Се сложил. Тоа секој политичар треба да го прифати како принцип. Не верувам дека има некој тука кој што би можел да излезе на говорница а каже дека не се сложува со овој принцип. Иако некој тоа лицемерно ќе го кажат овдека. Меѓутоа, во основните принципи, таму каде што се зборува за отфрлање на насилството за остварување на политички цели, не се наведува кој почна да употребува насилство. Кој постигна со употреба на насилство подпишување на ваков договор. Оти ние можеме тука да си наброиме, да си испарафираме многу работи, меѓутоа како доаѓа до нив овој рамковен договор, додека да биде потпишан, додека беа лидерите на партиите во Охрид, Македонија има 20 мртви. Може ли некој на тоа да затвори очи? Тие принципи се добри, што се наведени тука, но се несоодветни. И сметам дека треба македонската јавност, ако има за тоа интерес и светската јавност, да знае дека рамковниот договор во самиот свој почеток не ја одразува суштинската реалност на ситуацијата во Македонија. Кој за тоа сакал да затвори очи? Кој сакал за тоа да биде премолчено?
Дали некој странски фактор, јас не знам, но тоа не значи дека не можам овдека да го кажам. И го кажувам и останувам на тоа, дека не соодветствува на македонската реалност. Другите принципи да речеме за полицијата, изборувам малку поопширно. Се извинувам што е така. Меѓутоа реков дека се малку вакви седници и можности во животот на еден човек, сакајки или не сакајки. Изборувам опширно затоа што сметам дека македонскиот народ е во заблуда. Тој денеска е опсипан на вести, во вестници, од невладини организации, од разни емисари, од партиски доброволци, од различни мешетари, е опсипан со објаснувања дека ова е договор за мир, дека секој што е против тој договор е за војна, дека со овој договор се ќе биде постарao, дека ќе тече мед и млеко, без да излезе некој и суштински и реално да му каже од кај тргна работиве, а какви ќе бидат после ова. И мислам дека ние немаме право, како пратеници, како луѓе одговорни пред македонскиот народ, тие работи да ги премолчиме. Да видиме што пишува за локалните началници на полиција и да си предпоставиме како ќе изгледа тоа во живо. Односно, како ќе изгледа тоа во Тетово или во Гостивар после 6 месеци. Локалните началници на полиција ќе ги избираат совети на општините од листи на кандидати предложени од страна на МВР и истите редовно ќе комуницираат со советите. Ја не знам дали вие планирате, као пратеници, се обраќам на сите, али македонци, ама македонци, кога ќе заврши цела ова пародија и фарса, да одите во Тетово. Некои кои што ќе коалицираат со Али Ахмети ќе може да одат во Тетово. Тие што нема да коалицираат со Али Ахмети, планираат ли да отидат во Тетово, ама да не бидат пратеници, да им заврши мандатот? Тоа значи дека вас ќе може терористот што денеска пука и убива македонци, затоа што нема да го идентификува никој од вас, ќе нема политичка волја да се затворат тие, ќе ги амнестирате. Тој ќе биде полицаец, оти нема да може да бидат во полицијата примени најнебитните терористи, ќе бидат најинстакнатите, најдокажаните, затоа што ќе им треба имунитет од државата. Тие ќе бидат полицајци кои што вас ќе ве легитимираат во Тетово и во Гостивар, и ако не им се допаѓа нешто кај вас, може да ве измалтретираат колку што сакаат, и понатака ако се спротивставите, ќе може да кажат дека се спротивставиле на апсење и вие да бидете криви. И во тој случај требаше да гласате за алтернативниот пат, што ќе оди преку македонски брод за да одите за Охрид. Доколку мислите да одите за Охрид, а да го поминете Тетово, односно да не влезете во Тетово. Ако некој пат во живот повторно се вратат работите како што некогаш биле. Ајде да не речам Теарце и Лешок. Јас така ги гледам овие работи. Оти во Тетово и во Гостивар советот не може да биде ни приближно избалансиран, не може да биде одраз на оваа ситуација што имаме во парламент, туку на некои други бројки и проценти ќе биде одраз. Што значи дека ќе биде албанец. Што не значи дека до сега не бил. Имало оваа коалиција во знак на доверба, имаше и поставуваше. Меѓутоа, од утре ќе бидат терористи началници на полиција. И многу ме интересира за пратеничката група на СДСМ, дали ќе излезе некој да контрира на ова, или ќе молчите од страф од терористите? Тоа сакам да го слушнам.
За консензуалната демократија. За Уставниот суд, 1/3 од судиите ќе се избира од страна на собранието со мнозинство од вкупниот број пратеници, која ќе содржи мнозинство од вкупниот број на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои што не се мнозинство, односно мнозинско население во Македонија. Ова постапка ќе се применува и при изборот на народниот правобранител и на тројца членови на судскиот совет. Тоа е прво ниво. Уставен суд и народен правобранител. Ке може ли не да концентрират много прекрасно? Молам, престанете се, да го ослободиме да зборува, кој се добил збор. Уставните амандмани и Законот за локална самоуправа нема да може да се усвојат без квалификувано мнозинство на 2/3 од гласовите, во рамките на што ќе мора да има мнозинство од гласовите на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во Македонија. Значи, Уставен суд, народен правобранител, уставни амандмани, Закон за локална самоуправа. 4. Понатака, закони кои директно ги засегаат културата, употреба на јазик, образование, лични документи, употреба на символи, како и закони за локално финансирање, локални избори, град Скопје, општински градоначалници, ќе мора да постои мнозинство од гласови, во рамки на што ќе мора да има мнозинство од гласови на пратеници кои тврдат дека припаѓаат на заедници кои не се мнозинско население во Македонија. 5 ниво. Јас немојте да ме разберете дека не сум демократ, дека сметам дека не треба албанците да се изјаснат за сите овие работи. Меѓутоа, што е ако не консензуална демократија на сите овие 5 нивоа, услов да биде пола да се изјаснат, ако не, нема ништо од тоа. Па се укинува она што се нарекува механизам, просто мнозинство, апсолутно мнозинство, двотретинско мнозинство, оти ништо од тоа нема да важи. Вие можете да имате 80 пратеници за промена на устав. Меѓутоа, под претпоставка дека има 25 албански пратеници. 12 се изјасниле. Не ви важи промената на уставот. Ќе се доведеме у позиција на шах. Никој пат ништо да не може да се смени. И верувајте, тоа е дефиницијата на пропаста. Кој ги ограничува пратениците кои што не се македонци да поднесат барања за промена на устав? Еве 25 се не се доволно. Ќе земат 5 пратеници од СДСМ, ќе станат 30. Ќе ги поднесат промените на устав. Нека не убедат. Нека излезат, нека кажат, вака е, вака е, вака е. Еве, нека земат 5 пратеници од ВМРО ДПМН. Гледам, реагирате од место. Ако ги убедат пратеници од СДСМ, предпоставам дека би можеле да убедат и пратеници од ВМРО. Меѓутоа, утре еден од нив да не биде задоволен као некои што провоцираат од место, цела држава ќе биде закочена во сите можни механизми. Што е тоа ако не консензуална демократија? Што е тоа ако не уцена на малцинството врз мнозинството? Што е тоа ако не е тоа? Што е тоа ако не е крај? Што е тоа ако не е крај? Босна ли станува Македонија? Па ќе каже некој тука заштитено е интегритетот и единството на Македонија. Во смисла Македонија е неделива. Нема промена на граници. Светската и меѓународната заедница и јавност јасно кажа Македонија нема да се дели. Па кое е тоа лицемерие? Што е Босна и Херцеговина? Една држава? Ама како е унатре? Што е Југославија? Резолуција 1244 на Обединените нации кажува дека Косово е составен дел на Југославија. Ама еве, пратениците албанци кажуваат тешко. Така? Да знаете дека ви предвидувам на вас што ќе гласате за промена на устав.
втора Босна или второ Косово, таму кај што е Македонија етнички исчистена. А вие што ќе гласате за да си ја превземете одговорноста, да ги вратите македонците истерани од Лешок, од Теарце, не координативното тело, тие не верувам во него. Тие што ќе гласаат за промена на устав, на чело, да одат таму, да ги вратат луѓето. По можност некој од нив таму и да се населат. Оти Бранко Црвенковски го бараат многу во Жилчарате и во Егуновце, да дојде со нив малку да поседи. И Бучковски го бараат. И Бошковски го бараат. Да не мислите дека ја тука нешто СДСМ го обвинувам. Ама да ви кажам една работа, господица Шекеринска. Бошковски беше во Егуновце. И пак ќе одиме. Барем јас знам за некои луѓе од тука што немаат намера да се повлечат од таму. Оти господине Стојковски, пошто ми дофрлувате од место. Немојте да се извинувам. За денеска тука да се одвива седницата. Тука да се одвива седницата. Во вакво расположение, освен што има проблеми пред собранието. 1000 македонски синови се на позиции во ровови. Во некоја нова граница и подела меѓу албанците и македонците, штитејќи ја последната македонска еклава пред Скопје. И тоа немојте да го заборавите. Легализација на Тетовски универзитет. Финансирање од страна на државата ќе се обезбеди за високо образование на јазици на кои што зборуваат најмалку 20% од населението на Македонија. Што значи тоа? Тоа значи легализација на Тетовски универзитет. Оти тоа е оформен, функционира 6-7 години, ПДП постојано се залага за негова легализација, тој работи, де факто, произведува високообразовни кадри, не знам колку се стручни, не ме ни засега многу, меѓутоа, од утре ќе треба да ме засега. Оти нема некој да формира нови универзитети. Еве го Тетовскиот универзитет, еве го Штуловиот универзитет. Еден од тие два ќе мора да финансира државата. Тоа го предвидува овој договор за мир. Тука е напишано, не знам зошто никој не сака да го прочита тоа. Што значи тоа? Дека паѓаат во вода сите обвинувања кои биле предавници, кои биле заштитници на македонскиот народ, кои давале, продавале закон за високо образование, кои биле лицемери, кои биле тие што не мислеле на нас. Знаете што? Јас сметам дека лека полека работите почињаат да се разјаснуваат и дека многу брзо ќе го добијат вистинското светло. Оти вистината може да се сокрива, меѓутоа вечно не може да остане во темници. Ја не сум против високо образование на албанците. Нели, тоа е предвидено во договорот, тоа функционира. Свети Кирил и Методи, во Битола универзитетот, Тетовскиот универзитет. Меѓутоа, кога ќе се избројат работите на крај, албанците ќе имаат 3 универзитети, а македонците 1. Па, извинете, да изнесам транспаренти пред собрание и да протестирам за повеќе образование на македонците. Мислам, колку и да е чудна, некој пати смешна вистината, она што го направија К-15, денеска е вистина во Македонија. Ќе треба да протестираме за повеќе права, за повеќе слобода
и за повеќе образование за македонците. За знамињата. Оти ние бевме обвинувани дека сме пуштиле криминалци кои што државата ја ставиле на бездер, ја продале, ја предале, ја отстапиле, затоа што со закон за амнестија, прв дел, 98 ги амнестирале неколкуте политички затвореници по повод случајот со знамињата. Изразување на идентитетот, па документот вели, во однос на символите, непосредно до символот на Република Македонија, локалните власти ќе има слободата на предната страна од локалните јавни објекти да постават символи со кои се одбележува идентитетот на заедницата. Вие нема да ставите знаме со символ на триглав или шаховница. Се знае кои знамења ќе стојат до македонското. Значи, доаѓаме на ситуацијата за која што ние се осудуваме, а сега некој друг ни ја нуди, не прозива како најголеми предавници ако ја прифатиме таа ситуација. Се враќаме на ситуацијата од 97 година. Ја ќе прашам, зошто Црвенковски ги тепаше албанците во Гостивар, ако денеска толку воодушевено гласа за овој договор и дури ви се заканува по вестници, читам дека ќе ве отстранува од партија ако не гласате, исписници ќе ви дава не знам што, кога е иста ситуација. Или лицемерието отишло до таков степен, да тогаш можел таков да биде, денеска да биде ваков. Председателот Трајковски, тој го нарекува председател, а го понижуваше година и пол како граѓанин. Тоа се само примери на лицемерие до кои што сакам да додам подоцна. Но мислам дека во врска со изразување на идентитетот, работата се враќа на 97 година, фактичка, не законска, фактичка. И да престанеме со лицемерието дека работите се подобруваат со овој договор. Оти, јас навистина сметам дека наведов доста аргументи дека тоа не е така. Ова е врска со воведниот дел на рамковниот договор. Сега анексот А, уставни амандмани, и да ви кажам дека ќе го коментирам само анексот А. Анексот Б и С ќе ги прескокнам во интерес на времето и на важноста на документите. Оти мислам дека навистина, ако се анализираат уставни амандмани и се оценат како неприфатливи, најверојатно дека нема потреба се анализираат законските амандмани. Во врска со уставните амандмани, ќе се задржам на две работи. На преамбулата и на уште на една работа, а тоа е дека во член 78 Собранието ќе основа комитет за односи меѓу заедници. Има многу работи што се неприфатливи. Во член 7 за втор јазик, во член 19, во член 69 консензуална демократија, во 86 кај што се воведува клуч, член 109 со клуч, член 114 со клуч, што значи консензуална демократија, и член 131 во кој што се уредуваат начините на кои што се менјава уставот,
Меѓутоа мислам дека зборував за консензуалната демократија и мислам дека нема потреба да ве оптеретувам толку многу. Оти предпоставам дека и некои други пратеници ќе ги анализираат овие моменти. Само ќе се задржам на овие две, што ги спомнав, и дека едноставно сметам дека претходните веќе ги спомнав и нафрлив своја размислување за нив. Преамбула на Република Македонија, односно на Уставот на Република Македонија. Јас ќе ја прочитам преамбулата и понатака после тоа ќе го прочитам текстот како сега треба да гласи преамбулата. Значи, прво преамбулата во Уставот на Република Македонија. Тргнувајќи од историското, културно, духовно и државно наследство на македонскиот народ и неговата вековна борба за национална и социјална слобода и создавање на своја држава. И сега ќе ги прескокнам тие некои работи кои што сметам дека се небитни, за тука да се потенцираат, иако сметам дека преамбулата збор до збор е слово како Библија, барем за мене. Иако многу мислат дека не треба така да се гледа Уставот, дека тоа е променлива категорија, дека тоа е нешто што може да се модификува како ќе дувне ветерот. Ја мислам дека цврстината на една држава се гледа по тоа колку е цврст односот кон Уставот. Оти Американскиот Устав, иако е несоодветна споредбата, има 213 години од своје донесување, нема повеќе од 20 и нешто амандмани. А ние имаме сега пакетот над 30 амандмани само во овој круг. И уште еден дел е битен. Историскиот факт дека Македонија е конституирана како национална држава на македонски народ, во која се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно сожителство на македонскиот народ со албанците, турците, властите, ромите и другите националности кои живеат во Република Македонија. Гледајте, ја не мислам дека овој текст дискриминира некој. Плюс тоа, нема правно дејство. Има историско објаснување. Овој дел од текстот кажува дека ние, шака луѓе, последен народ во Европа, сме се собрале, сме имале тешкоти 10 века, 20 века, кој од каде сака нека смета, и сме направиле собствена држава. Таа преамбула не ве негира вас позади што седите, господа албанци. Ве пишува. Меѓутоа, ја кажува основата на нашите залагања. На десетици генерации. А денешнава преамбула, односно наредната, ако го усвоите тоа што е предложено, ќе гласи: граѓаните на Република Македонија, превземајќи одговорност за сегашноста и днината на татковината, свесни и благодарни на своите предци за жртвите и посветеноста во нивните заложби и борба за создавање на самостојна и суверена држава Македонија и одговорни пред идните генерации за зачувување и развој на се што е вредно и богато од богатото културно наследство и соживотот во Македонија, еднакви во своите права и обврски кон заедничкото добро, бла, 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 бла. Кај е тука македонскиот народ? Кој може да гласа за ова? Господин Црвенковски, ја не знам, сакам да ви честитам на храброста што ја искажувате во вашето говорење пред македонскиот парламент. Оти вие вака глад да кажете сите дека ќе гласате и око да не ви трепне, мене не ми е јасно. Како можете да превземете ваква одговорност? Се однесува тоа и на сите други пратеници. Не е во прашање тоа што ја не сум демократ, па не ми се допаѓа дека некој друг постои во Македонија. Тоа е верифицирано со оригиналната преамбула, преамбулата на Македонскиот устав. Запишани се заедниците, освен можеби што се србите испуштени, што може да се дополни со амандман.
па сега ќе кажат тука уставни експерти, не постои устав од ваков тип во Европа, освен уставот на Словачка. Дека тој одразува закоравен начин на кој што се представуваат нештата, дека никој во уставите не се представува како народ. Меѓутоа, јас и понатака сум убеден дека едноставно ние имаме право како народ да се напишеме во уставот. А верувајте ми, ако ние не се напишеме во уставот, ни бугарите, ни грците, ни србите, ни албанците нема да не напишат. И во мои разговори со неколку дипломати, апсолутно јасно им е зошто нашата гордост и нашата тешкотија да се согласиме да се брише македонскиот народ од преамбулата. И јас сега не сакам да навлегувам во хипотези од типот на светски заговор, од типот на писанијата на Никола Николов, дека постои заговор против македонците. Оти тоа би ми изгледало премногу голема работа за светските сили, за воено-индустриските комплекси, за големите банкарски семејства, да тие се занимаваат со тоа да не избришат нас како држава. Односно, бидејќи сакаат да не остават како држава, нас како народ. Меѓутоа, никако не ми оди во глава ние самите да се избришеме. Некои амандмани се прифатливи. За некои од нив ќе дискутираме, некои сигурно ќе бидат усвоени. Меѓутоа, да прифатам амандман, да се избришам, ја во најмала рака немам пренесено од граѓаните такво властување. Ако утре македонскиот народ на референдум излезе и каже ние се бришеме од уставот, а тоа е еден од единствените документи во кои што нас не пишува, кои што се верифицирани од државата, освен учебници на поединци или на, ако сакате наречете ги авантуристи, па каде ќе постоиме ние? На ова треба да се согласат и пратениците албанци, да сватат дека ние не можеме да се избришеме од уставот. И мислам дека преамбулата не може да биде прифатливо да се замени или избрише или промени во однос на тоа каква беше, каква е во моментот и се надевам ќе остане, и во однос на тоа каква треба да биде. И втората работа во врска со уставот, член 78, собранието ќе основа комитет за односи меѓу заедниците. А тој комитет го сочинуваат по 7 члена, секој од редовите на македонците, 7 члена, да, секој од македонците и албанците во собранието, и 5 члена од редовите на турци, власи, роми и други две заедници. Собранието ќе ги бира членовите на комитетот, а комитетот ќе ги разгледува прашањата во односите меѓу заедниците во Република Македонија и ќе донесува мислење и предлози за нивно решавање. Ова до тука делува нормално. Основаме комитет, иако не ми делува паритетот нормално. 7 македонци и албанци. Се сложуваме на тоа дека сме 50-50 или се подготвуваме на тоа што не чека утре. Значи 7-7 до сега единствена забелешка. Меѓутоа, под 5, собранието е должно да ги разгледува мислењата и предлозите на комитетот и да донесува одлука во врска со нив. Тоа значи дека ние не основаме комитет или некоја комисија под собранието. Ние основаме тело кое што е еднакво на собранието. И ќе мора да се произнесува во врска со нив. Уште поголема подкрепа на ова што го тврдам, бидејќи се брзате, не сакате да ме дослушате, дава точката 6. Во случај на спор меѓу пратениците во собранието во врска со спроведување на постапка за гласање, утврдена со членот 69.2, консензуалната демократија за која што ви зборев, комитетот ќе одлучи со мнозинско гласање. Што е тоа ако не втор дом?
Тука ако ќе се скараме, немаме доволно пратеници за промена на оние закони што ги спомнав претходно, или за изгласување на уставни суди, или за изгласување на Републички судски совет, или за народен правобранител, или не знам што. И тука ќе се скараме, ќе се создаде една состојба на хаос и ќе мораме да го повикаме комитетот да се изјасни и таа одлука ќе биде валидна за собранието. Што е тоа ако не втор дом? Ја многу не се разбирам, не сум експерт. Меѓутоа, мислам дека знам да читам. И мислам дека ова да ни се представува нас како документ за мир, а да се прогласуваме за предавници, ако не го прифатиме, во најмала рака е ризично и жонглерски. За патриотизмот и предавството. Не сакам никој да обвинам. Гоце Делчев рекол востанието е избрзано. Кузман Јосифовски питу или цела или никаква Македонија. Ова се делови од говорот на Црвенковски. И ќе се вратам на тоа што го кажа веќе еднаш. Босна денеска е целосна. Во рамките на границите што ги знаеме пред 90. Ама внатре е Турлитаа, исто така Југославија. А таква ќе биде и Македонија. И навистина ќе се сложам дека ништо од документот не вреди за да настрада македонскиот народ. Ја не сум тој што сака да бойкотира нешто или да обвини некој друг или да го отфрли документот за после тоа да има нови мртви или да има загинати безцелно. Меѓутоа, не може да се префрли вината на другите. Да се каже, ние сме носители на тој документ. И згора на тоа, да не ни дозволувате дури да се изјасниме за тоа. Ова за Кузман Јосифовски питу кога го слушав, бидејќи ми се чини дека го негиравте во вашата дискусија, мислам дека не го негиравте од историски аспект, него од аспект на тежината на историската одлука, дека ми се слушна дека би постапиле спротивно. Значи ли тоа дека ние сега треба да го прифатиме овој документ, бидејќи тоа го слушам од ваши членови, и ќе тактизираме неколку години, 3-4 години, 5 години, додека Македонија да се појачала воено-армиски и после тоа ќе сме го врателе интегритетот. Јас ги прашувам сите што го потпишаа документот. Медицинска помош може би треба за вас. Немојте да молам, немојте да разговарате со njih. Господин Андов, па ми дофрлуват од место. Затоа и не му давам знак да не го. Молам, Па сега. само да се обрани. Не мога, продолжи. Оти, на нас, односно на вас, ви се полни устата со зборови за мир, но никој од вас не излезе и не кажа дека ќе се вратиме на тие територии кај што се исчистени македонците. Имате ли вие гаранции дека ќе се вратат македонците таму? Има ли некој од вас гаранции? Може ли да даде некој дека гаранции дека еве ние ќе осмениме уставот? Ние што сме за војна, бидејќи не ви се сложуваме со документот, ќе едноставно ќе се повлечеме, ќе го прифатиме документот и вие ќе бидете во право, ама македонците ќе се вратат дома. Ќе ве слушам со внимание кога ќе зборувате.
Последна работа. Односно една од последните. Направивте паралела со Милошевиќ, дека тој ги загуби сите војни. Тоа е точно. Но не ви држи паралелата. Милошевиќ војуваше за Хрватска, Милошевиќ војуваше за Босна, Милошевиќ војуваше со сите со кои што можеше да војува, надвор од границите на Србија. И Косово. И Косово, да го спомнам и Косово. Ние не војуваме за освојување на територија. Ние војуваме за да ги одбраниме тие луѓе таму у Лешок што ги дигнаа во воздух. Ние имаме одбрана на државата. Ја не знам како може да се... Сметам за одговорен политичар. Како можете да направите паралела на Милошевиќ со македонскиот пример? Ни го земавме Прешево, ниту отидовме во Лерин, ниту Ќустендил го нападнавме. Сакаме да ги одбраниме Куманово вода да има. Сакаме во Арачиново да нема минофрлачи за да пукаат и врз собранието, и врз владата, и аеродромот, и рафинеријата. Сакаме луѓето во Теарце да може да живеат нормално, како македонци, а вие направивте споредба со Милошевиќ. Ако ви е споредбата дека можеби поради целава констелација на односи ние ќе ја загубиме војната, значи имаме паралелизам, Милошевиќ загуби и ние ќе загубиме, тогаш ви е добра споредбата. Ако сметате дека е така. Но ако сметате дека империализмот, хегемонизмот, како сакате, врз целата територија на СФР што го полагаше Милошевиќ е ист со нашата борба за одбрана на татковината, тоа ќе навистина не знам кој сгрешил. И дали сум ја медицински случај или како што викате можеби вие. Мирот на граѓаните мора да им се врати. Јас сакам да им се врати мирот. Меѓутоа, мирот нема да им се врати, ние сега ако замижиме тука и да кажеме колку сум среќен, денеска видов 10 реклами за мир, денеска во вестите женското лоби ќе прави митинг за мир, мајките сакаат мир, СДСМ сака мир, ВМРО сака мир и надворе мир. Не е така. На некои делови на нашата територија нема мир и нема ниту да има мир после овој договор. И мислам дека сите ние треба да направиме се за да го вратиме мирот. Но мирот се враќа со татковинска одбрана на државата. По секоја цена. Ја барем така мислам. Оти денеска ако не се вратиме таму, утре сигурно нема се вратиме. Задутре уште помалку. А со ова ги поставаме темелите на едно уредување кое што ќе биде бинационално, консензуална демократија која што ќе се закочи, устав кој што нема да функционира, нелојалност која што ќе биде верифицирана затоа што ќе биде изразена со број на пратеници. Нелојалноста ќе биде покажана со тоа што едноставно нема да гласаат за закон за локална самоуправа, нема да им се свиѓа еден член. Ние ќе ја верифицираме. Или да речам вие. Сите што ќе гласаат против, да го соопштат својот концепт за народот да знае. Ја ќе гласам против. И мојот концепт е многу прост, нема никаква филозофија во него. Да нема предавници, да нема отстапки, да нема соопштувања на податоци кој е резервист и кој има оружје во Тетово и во Гостивар, и да се задржи едно единствено право од Бога дадено, да се брани она што е огниште наше. Тоа е концепт за мир. И пак ќе ви кажам, подобро ужасен крај, отколку ужас без крај, затоа што овој документ не е документ кој што носи мир.
Како ќе гласам, ви кажав. Ќе репликирам. Во рамките на границите ще ги знаеме пред 90. Ама внатре турлита, исто така Југославија. А таква ќе биде и Македонија. И навистина ќе се сложам дека ништо од документот не вреди за да настрада македонскиот народ. Ја не сум тој што сака да бойкотира нешто или да обвини некој друг или да го отфрли документот за после тоа да има нови мртви или да има загинати безцелно. Меѓутоа, не може да се префрли вината на другите. Да се каже, ние сме носители на тој документ. И згора на тоа, да не ни дозволувате дури или да се изјасниме за тоа. Ова за Кузман Јосифовски питу кога го слушав, бидејќи ми се чини дека го негиравте во вашата дискусија, мислам дека не го негиравте од историски аспект, него од аспект на тежината на историската одлука, дека ми се слушна дека би постапиле спротивно. Значи ли тоа дека ние сега треба да го прифатиме овој документ, бидејќи тоа го слушам од ваши членови, и ќе тактизираме неколку години, 3-4 години, 5 години, додека Македонија да се појачала воено-армиски и после тоа ќе сме го врателе интегритетот. Јас ги прашувам сите што го потпишаа документот. Медицинска помош може би треба за вас. Немојте ме молам, немојте да разговарате с поединци. Господин Андов, па ми дофрлуват од место. Затоа и немам да знак да не молам. Па сега. Само да се обрани. Не мога продолжи. Оти на нас, односно на вас, ви се полни устата со зборови за мир, но никој од вас не излезе и не кажа дека ќе се вратиме на тие територии кај што се исчистени македонците. Имате ли вие гаранции дека ќе се вратат македонците таму? Има ли некој од вас гаранции? Може ли да даде некој дека гаранции дека еве ние ќе го смениме уставот? Ние што сме за војна, бидејќи не ви се сложуваме со документот, ќе едноставно ќе се повлечеме, ќе го прифатиме документот и вие ќе бидете во право, ама македонците ќе се вратат дома. Ќе ве слушам со внимание кога ќе зборувате. Последна работа. Односно една од последните. Направивте паралела со Милошевиќ, дека тој ги загуби сите војни. Тоа е точно. Но не ви држи паралелата. Милошевиќ војуваше за Хрватска, Милошевиќ војуваше за Босна, Милошевиќ војуваше со сите со кои што можеше да војува, надвор од границите на Србија. И Косово. И Косово, да го спомнам и Косово. Ние не војуваме за освојување на територии. Ние војуваме за да ги одбраниме тие луѓе таму у Лешок што ги дигнаа во воздух. Ние имаме одбрана на државата. Ја не знам како може да се... Сметам за одговорен политичар, како можете да направите паралела на Милошевиќ со македонскиот пример? Ни го земавме Прешево, ниту отидовме во Лерин, ниту Ќустендил го нападнавме. Сакаме да ги одбраниме Куманово вода да има. Сакаме во Арачиново да нема минофрлачи за да пукаат и врз собранието, и врз владата, и аеродромот, и рафинеријата. Сакаме луѓето во Теарце да може да живеат нормално, како македонци,
А вие направивте споредба со Милошевиќ. Ако ви е споредбата дека можеби поради целава констелација на односи ние ќе ја загубиме војната, значи имаме паралелизам, Милошевиќ загуби и ние ќе загубиме, тогаш ви е добра споредбата. Ако сметате дека е така. Но ако сметате дека империализмот, хегемонизмот, како сакате, врз целата територија на СФР што го полагаше Милошевиќ е ист со нашата борба за одбрана на татковината, тоа ќе навистина не знам кој сгрешил. И дали сум ја медицински случај или како што викате можеби вие. Мирот на граѓаните мора да им се врати. Јас сакам да им се врати мирот. Меѓутоа, мирот нема да им се врати, ние сега ако замижиме тука и да кажеме колку сум среќен, денеска видов 10 реклами за мир, денеска во вестите женското лоби ќе прави митинг за мир, мајките сакаат мир, СДСМ сака мир, ВМРО сака мир и надворе мир. Не е така. На некои делови на нашата територија нема мир и нема ниту да има мир после овој договор. И мислам дека сите ние треба да направиме се за да го вратиме мирот. Но мирот се враќа со татковинска одбрана на државата. По секоја цена. Ја барем така мислам. Оти денеска ако не се вратиме таму, утре сигурно нема да се вратиме. Задутре уште помалку. А со ова ги поставаме темелите на едно уредување кое што ќе биде бинационално, консензуална демократија која што ќе се закочи, устав кој што нема да функционира, нелојалност која што ќе биде верифицирана затоа што ќе биде изразена со број на пратеници. Нелојалноста ќе биде покажана со тоа што едноставно нема да гласаат за закон за локална самоуправа, нема да им се свиѓа еден член. Ние ќе ја верифицираме. Или да речам вие. Сите што ќе гласаат против, да го соопштат својот концепт за народот да знае. Ја ќе гласам против. И мојот концепт е многу прост, нема никаква филозофија во него. Да нема предавници, да нема одстапки, да нема соопштувања на податоци кој е резервист и кој има оружје во Тетово и во Гостивар, и да се задржи едно единствено право од Бога дадено, да се брани она што е огниште наше. Тоа е концепт за мир. И пак ќе ви кажам, подобро ужасен крај, отколку ужас без крај, затоа што овој документ не е документ кој што носи мир. Како ќе гласам, ви кажав, ќе реплицирате, па ќе ви кажам уште еднаш. Сега му благодарам на господин Петровски, че завршиме со работа, утре во 11 часот ќе продолжиме. Благодарам.